Почитувам председателе, колеги пратеници, ве молам, можете ми да зборувам председател. Тоа зборуваат, не можам да. Законот се однесува на утврдување на максимални цени за лекување на пациенти кои се лекуваат во приватни болници. Тука ќе се задржам на неколку пункта кои се однесуваат на разликите помеѓу нашиот закон и законот кој го предложи владата преку министерот Филипче. Првата разлика која што се однесува на тоа што овој закон, за разлика од владиниот, не е спротивен на членот 55 од Уставот, бидејќи е лекс специјалис, имено членот 55 од Уставот предвидува дека слободата на пазарот и предприемништвото може да биде ограничена во услови на загрозено јавно здравје со посебен закон. Таков посебен закон е токму овој лекс специјалис кој ние го предлагаме и кој во самиот закон ги утврдува цените, односно максималните цени за болничко лекување по принцип на тарифник. Тоа се цени кои од сегашните 15.000 евра ги намалуваат цените на болничко лекување на 5.000 евра максимално. За разлика од владиниот е утврдено исто така дека приватните болници не смеат да земаат капар депозит или аванс, што е одомакинето како пракса кај овие болници, и дека доколку лекувањето на пациентот COVID-19 заврши со смртен исход, наплатената сума пари за приватно лекување ќе се врати на најблиското семејство на починатиот. За разлика од владиниот предлог, кој што ова право наместо на собранието, кое го има сувереното право да го ограничува пазарот и предприемништвото, и го предлага тоа да го прави владата, а понатаму и фондот, овој закон стрикно ги утврдува цените со закон, не оставајќи на владата тука да оперира и во иднина да се договара со олигарсите и магнатите кои ги држат приватните болници. Втората разлика од владиниот предлог е тоа што нашиот закон е номотехнички усогласен со Уставот и е многу попрецизен, бидејќи се вели дека ќе важи во вонредна, кризна и во состојба на прогласена епидемија, за разлика од владиниот, каде што не е јасна терминолошката дистинкција помеѓу кризна и епидемиолошка состојба. Сите овие три состојби се различни, бидејќи вонредна состојба прогласува собранието, кризна состојба прогласува владата, додека епидемија прогласува Институтот за јавно здравје, и затоа тие мора да бидат номотехнички одделени, а не како што е во владиниот предлог, каде што е измешано и не се знае во која ситуација од овие ќе важи соодветниот закон. И третата разлика е тоа што овој закон, за разлика од владиниот, е во корист на сиромашните, а не во корист на богатите. Зошто? Затоа што има утврдено квота од 50 легла по приватна болница, кое што ќе падне на терет на Фондот за здравствено осигурување, за разлика од владиниот кој што само ги регулира цените, со тоа ги ограничува профитите на бизнисмените и на овие собственици на приватни болници, но не го решава проблемот на мнозинството од граѓаните кои што живеат или со 2 евра на ден, тоа се половина милион луѓе, или со плата од минималец од 250 евра. Да предпоставиме дека и двајцата родители се на минималец, тоа е 500 евра, ќе им требаат една година да ги заштедат овие 6000 евра под услов да живеат на воздух во меѓувреме. Тоа значи дека овој закон кој го предлага владата, за разлика од нашиот, не ги тангира сиромашните. И ќе завршам со препораката на Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, односно комитетот кој тој го воведува. Според овој пакт, кој ние како држава членка го имаме ратификувано на Обединети нации и кој е извор на нашето национално право, државата е главниот носител на обврската за заштита на правото на здравје и на јавното здравје. Дел од оваа обврска државата мора да ја обезбеди во вршење на здравствени услуги, било од јавни, било од приватни субјекти, со тоа што се напоменува дека приватните субјекти, во случајов приватните болници, услугите кои тие ги даваат нема да бидат закана за достапноста, пристапноста и прифатливоста на овие сервиси. Комитетот вели дека здравствени услуги мора да можат сите да си ги допуштат, а со тој закон гледаме дека тие се недостапни за барем 1 милион од 2 милиона луѓе.
Исплатата на здравствените услуги, како и услугите поврзани со основни одредници за здравјето, мора да се засноваат на принципот на социјална правичност. Тоа го нуди нашиот закон, при тоа обезбедувајќи дека таквите услуги, независно дали се јавни или приватни, мора да можат да се ги допуштат сите, вклучително и социјално обесправените групи. За оваа правичност неопходно е посиромашните домаќинства да не бидат диспропорционално оптоварени со здравствени трошоци во споредба со побогатите. Токму од овие причини го предлагаме овој закон по скратена постапка и сметаме дека ова е доволна аргументација за оправданоста овој закон да помине по скратена постапка, без да има опасност да биде соборен од Уставниот суд како што е владиниот закон. Ви благодарам.